Еве како што би рекол во најавата, овде во студиото го имам веќе малата легенда на струмица, тоа е Трајче Георгиев. Здраво, Трајче. Здраво. Секогаш си среќен, насмеан. Трајче, што се случува со тебе? Па сега започвам со кариерата. Полека, но сигурно. Да. Ајде да се навратиме на самиот почеток. Кој те пријави, од кога ти со музиката, еве на почеток, од кога ти со музиката почна да се занимаваш? Па со музиката почнав од моите 11 години, го имав првиот настап. Каде? Во училиштето Никола Вапцаров. На патронот? На патрон празникот? Да. И од тогаш кој те откри? Некој професор по музичко кој рече еве Трајче има талент за пеење? Па сепак моите дома тие беа уште од мал, јас пеев. Тие сепак ме го открија мојот талент. Имам прочитано едно твое интервју каде што велиш дека ти е незгодно, односно срам ти е да пееш пред мајка ти и пред татко ти. Зошто е тоа така? Па јас не знам. Досега не избегнуваш, а тие се те следат на сите твои настапи и кога ќе ги погледаш така во публиката, што ти е тоа, да добиваш повеќе трема, незгодно ти? Да. Повеќе трема добивам од тоа. Ово ти е прво такмичење, така? Да. Добро. Колку видим, тоа су неки езерски бисери. Шта е тоа? Фестивал во Струга. Арт фестивал во Струга. Аха, добро. Како си тамо прошao? Па добро, второ место освој. Добро. Добро. Имаш обожавателјки? Свираш неки инструмент? Не. Ајде, чуј. Знаеш да пееш тоа одбрано, а? Од Тоша може. Може. Ајде, Тош, ајде. Љубовта е икона, знаевме да кажеме, секоја ноќ заклетва, ветрови на небото, можевме да сопреме, само Бог знае се, зошто отиде, зошто отиде, заспивам само да бирам со тебе, макар на сон да сум твој. Значи авторитети се твоите за тебе и сакаш баш пред нив да се покажеш во најдобро светло. Да. Кој те пријави на Пинковите звездички? На Пинковите звездице ме пријави мојата сестра. Ти не знаеше ништо за тоа? Не знаев, да, но сепак сестра ми сакаше. Јас не сакав, бидејќи дали ќе поминам, дали не. Не бев сигурна. Многу добро стои со англискиот јазик. Кажи ми кој ти помага тука да учиш на училиште англиски јазик, но Да. сепак еве ти си младо момче, уште мало, сепак не си до некој силен, јак степен на осознавање на англискиот јазик. И кој ти помага овде баш перфектно го пееш англискиот јазик? Повторно сестра ми. Значи сестрата ти е ментор Да. и на еден начин менаџер. Да. Same bag, but I feel just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have give you all my hours when I had the chance. Take you to every
selfish ways. Because a good, strong woman like you to what come my life. Now I'll never get to clean up the mess I made. Oh, and it helps me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh, 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 ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Imagine, should have give you all my hours when I had the chance. Take it everybody, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby is dancing, but she's dancing with another man. Океј, Трајче, кажи ми како течат тие аудиции, кој ти е од тоа жири, кој ти е највлијателен, од кого сакаш да го добиеш првиот глас, првата столица кога ќе ја видиш горе, кога ќе се крене и знаеш дека веќе проблемот една по една ќе се креваат, кого најмногу го почитуваш од тоа целокупно жири кој што го имаш таму? Сите се важни, не можеш да одвоиш никој, но Кој е за тебе, еве, звезда водилка, како кој, еве, се гледаш ли идол во некој од жирито? секако Елена Томашевич. Елена Томашевич ти е идол? Да. Што слуша Трајче, еве, по дома? Каква музика слуша? Па се забавно, народно, англиско, значи се. А најмногу што? Па најмногу англиски за се. Ајде да чуеме нешто од тебе. Ми рече дека те разбудив од сон за ова интервју. Малку си ми така подзаспан и многу не ти се прави муабет, но ќе ни подариш една песна од тебе да чуеме нешто. Ево по твој избор, оставам на тебе, ама јас би сакал да е нешто англиско. Англиско сега. Ајде што било, не мора да е англиско. Што било нешто да слушаме. Знам дека сите гледачи сакаат да слушат нешто од тебе. Игра е при крају, само потес или два, пар неважних фигура, краль и кралица. Испред мене понор, назад више не могу, и небо е без звезда цjelу годину. Sad maske skinimo, da svi vidimo u ovoj igri ko je ko. I Bože daj neka te odvede miljama od mene, neka te zavede i prevari, pa da vidiš kako je zaspati na medu, budit se na ledu, dok preko noći svijet se srušio, svijet se srušio. Браво, Трајче. Кажи ми, дали има дружба таму меѓу вас надпреварувачите во Белград? Се дружите меѓу вас пинковите звездички? Секако кога се дружиме, забораваме дека се надпреваруваме. Нема ривалство помеѓу вас, еве, ти пак се издвојуваш како некој фаворит, не знам, таа еуфорија ga има овде во Струмица, ga има во Македонија, не знам дали ја има таму во Белград. Секако твојот квалитет нели се издвојува за разлика од некои други, го нема тоа ривалство помеѓу вас? Па таму меѓу нас не. Значи сите се добри, сега што се останати, јака конкуренција многу. Дојдов пак, тајно моја, звезда праќам да те повика. Ништо не сменето, шушка молика, темно е, тајно моја, а во душа светат фенери. Се што имав заложив, да ти пеам под пенџери. Значи го слушате Трајче со тајно моја. Трајче, имам слушното дека исто така идол ти е твојот Војко.
Те подучува тој во пеењето, во музицирањето? Секако тој ми е идол. Тој пее фолк, но тој ми е идол. Значи, гледаш идол во својот Војко. Сега си, кој одделение? 9 одделение. 9 одделение. Што планираш после по завршување 9 летка, така? Да. По завршувањето средно, музичко? Да, соло пење во Скопје планирам. Значи, во Скопје ќе го продолжиш своето средно образование. Да. Оддалечен од своите, веќе сам. Доколку победникот, јас не сум доста запознаен, но победникот на Пинкови звездички што добива? Се уште ние тоа не го знаеме. Не се знае тоа? Не. Тоа на крајот ќе се одлучи. Уште колку има до самиот крај? Финалето ќе биде во јуни, значи има уште многу. Значи една цела школска година. Да. Уште многу патувања до Белград. Уште многу песни. Да. Кој сестрата ти помага за да се припремиш за самите настапи таму? Да, таа ми помага во песните. Во изборот на песните, таа ти. Океј, Трајче. Уште нешто да слушнам од тебе за крај. Еве, така небрзано во мојот ми рече тие што пеат не зборуваат многу. Јас гледам дека ти навистина ми одговора само со да и со не, но сепак ги поканиме гледачите да те слушнат уште еднаш и да те пратат во твојата кариера и да ти посакаме многу среќа на Пинковите звездички и зошто не да бидеш новата звезда на Македонија. А јас слушам уште нешто од тебе. Море сокол пие вода на Вардарот. Море сокол пие вода на Вардарот. Јанеле бело грло. Јанеле кротко јагне. Фала ти, Трајче, те следиме, ти посакуваме се најдобро и се гледаме во некоја наредна прилика и се надевам за нешто ново од тебе, авторско и се најдобро. Исто така јас ви благодарам што ме поканивте овде. Голема чест ми е. Гледаш ли Шанг? Гледам. Чат пат. Не, секогаш. Секоја Фала, емисија. Трајче.